Заклучно со денешното судско рочиште за Пулс, изнесени се над 30 воведни говори на обвинети нивните адвокати. Во најголем дел се однесуваа на вработени во Министерството за економија и во секторот за туризам. Вработените во овој сектор, нивната улога се сведувала на водење управна постапка која нема поврзано со опасност од пожарот. Во својата одбрана, обвинетиот Зоран Николовски посочи дека неговата работна обврска била чисто административна. Се уште ден денески издаваат лиценца од канцеларија. Единствено нешто што е сменето е контролата, зголеманата контрола. Тука се содржани во ова барање што бараме за издавање на лиценцата. Елементите на лиценцата. Никогаш во животот ни сум мислел, ни знам каде е Пулс, нити некој друг објект, нити ни било обврска, нити надлежност по закон да вршиме проверка на било какви услови. Државните службеници не вршат надзор во вакви случаи. Тоа е работа на Државниот пазарен инспекторат. Но ниту еден од овие членови не им дава право, ниту обврска на државните службеници да вршат надзор. Не им дава право да вршат контрола на лице место и не ги овластува да утврдуваат ризик. Дури и иницирање на вонреден инспекцијски надзор, кој како нивна обврска го споменува обвинението, е апсолутна невистина. Тоа е обврска на ДПИ, кој има службени лица за тоа. Таква обврска обвинетите Бекем и Ерлинда немале согласно ниеден закон. Од оваа временска дистанца, сметаат бранителите, не може да се говори за свесност за последица од подпишан документ од пред 12 или 13 години. Со издавање на секоја лиценца прекинува важноста на претходната. Не може лиценца издадена во 2013, 2014, 2017 и 2018, каде што се наоѓа подписот на Шовкет Казари, да има правна важност за работа на дискотеката. Одбраната денес се повика на тоа дека делото пожар представува дело кое е моментално и кое е непосредно и дека целата јавност практично знае кои се причините за предизвикување на пожарот во дискотеката Пулс, во која животот го изгубија 63 лица, а над 200 се повредени.